Сега они практично се обидуваат за една година да го пролонгираат носењето на овој закон и повторно да манипулираат со гласовите на луѓето од пазарите. Не се слагаме со тоа. Вие не се слагате? Па не. Сакаме да се начиште да го кинат. Да се врати старото решение. Да. Како сме работели до сега, да и од сега. Тоа практично го направи пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, но веднаш потоа треба да седнеме да отвориме јавна дебата со луѓето кои што се најзасегнати, со пазарџиите, за да можеме да направиме законско решение кој што ќе одговара на интересите и на барањата на пазарџиите, се разбира. А да биде согласно потребите и на граѓаните, се разбира. Да, затоа што тоа е најважно. Мислам дека граѓаните се на наша страна. Па, од тоа што ние имаме како искуство, да, точно и граѓаните реагираат. Добро, ви благодарам многу и за советот и Да, фала. имајте убав ден. Фала исто и вие, па и вие да нешто ќе направите за нас. Сите мислам, ете така. Тоа е нашата битка, да направиме нешто. Затоа што 27 години губи овој народ и овие граѓани оваа држава. Јас сум 20 години на што Доаѓаат подобри времења. Бидете сигурни. Само да се охрабрат да повикаат на предвремени парламентарни избори. Ама нека го страфиме. Сакаат уште да ја криминализираат државата. Удираат по најранливите категории. Срамота. Срамота. Додека скијаат по монденски германски скијалишта, удираат на најранливите категории. Ви благодарам. Мамо да дојде да се подпише, Маја. Чека да се запознаеме. Ајде се запознаш. Ке дојдам ја од таа страна. Добар ден, јас сум Маја, да. Одлично, значи ви благодариме вака на поддршката што дојдовте. Сите политичари треба да го следат вашиот пример, значи сите политички партии да дојдат пред да се носи било каков закон, прво да видат со што се соочуваме ние граѓаните, па потоа да носат било каков закон. Навистина, значи чест ни представува што ни давате поддршка морална, зашто тоа е многу значено за нас во Ние моментот. навистина се обидовме да не го политизираме се тоа, бидејќи станува збор за маката на илјадници семејство, но кога видовме дека и во втор обид владата се обидува повторно да манипулира со маката на овие граѓани, одлучивме да преземеме чекори како пратеничка група и како ВМРО ДПМН во рамките на собранието да поднесеме закон со кој што бараме веднаш да се укине ова законско решение, а не да се пролонгира за една дополнителна година и веднаш да се отвори дебата со пазарџиите, со граѓаните, да направиме законско решение кое што ќе одговара на интересите и на потребите на овие луѓе, но и се разбира на граѓаните. Навистина, на почеток бевме изненадени од крутоста на која што владата практично се однесува со пазарџиите и се обидовме да не го политизираме, затоа што нема како ако ние не излеземе да не се политизира овој настан. Откако видовме повторно, ќе кажам, дека и во втора рунда они се обидуваат да манипулираат со гласовите на пазарџиите, тогаш одлучивме да преземеме иницијатива. Очекуваме дека владата ќе ја прифати оваа иницијатива, тука е координаторот на пратеничката група по скратена постапка, мислам. Поитна постапка во понеделник на 28 го имаме поднесено законот, се надевам на разбирање од нивна страна да го разгледаме заедно и она што го разговаравме и со пазарџиите, и со Стопанска комора и комората на трговци, да има една јавна дебата, јавна расправа на кој сите ќе си ги кажат своите мислења и на крај ќе излеземе со еден заеднички заклучок, добар закон кој што ќе биде во интерес пред се на пазарџиите и граѓаните, а секако ќе бидат запазени и сите законски оние обврски кои што ги имаме ние како држава и како нација.